И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch. Воспоставување добра врска. Кои се најважните зборови што некогаш сте ги слушнале од вашиот татко? Дали некогаш сте го чуле вашиот татко да каже "Те сакам"? Какво беше чувството кога прв пат го чувте татко ви да каже "Те сакам"? Колку години имавте кога го слушнавте тоа? Колку години имаше вашиот татко кога го кажа тоа? Или можеби сте една од тие личности кога ќе се осврнете назад во вашиот живот, сваќате дека вашиот татко починал толку рано во вашиот живот, што никогаш не се сеќавате на ништо за него. Или можеби сте поминале неколку години пред вас, вашиот татко починал и никогаш, целиот свој живот не сте го чуле да каже "Те сакам". Како се чувствувате кога слушнавте дека вашиот татко починал и свативте дека никогаш нема да го чуете да каже "Те сакам"? Дали мислите дека отсуството на љубовта на вашиот татко имало некаков ефект врз вашите односи во животот? Вашиот однос со вашиот сопруг, сопруга, вашите деца или вашите пријатели? Или некако мислите дека се што сте направиле е резултат на тоа и тоа не е проблем? Па, пријателе мој, не се расте од врска која е толку неповрзана, празна, кревка и толку фрагментирана како што е растењето без татковата љубов. Еве сега што сакам да зборувам во оваа порака. Воспоставување добра врска. Сакам да свртите во Стариот Завет, втора книга Самуилова, 14 глава. Втора книга Самуилова, глава 14. И сакам да ви кажам што се случува пред да го прочитаме овој пасус. Втора Самуилова, 14 глава. Керката на Давид, Тамара, е заведена од незиниот брат Амнон. Таа го отфрлила се додека конечно не ја силувал. И така, кога Давид слушнал за тоа, единственото нешто што Библијата го кажува е дека бил луд. Тоа би ни кажало нешто за тоа колку бил отсечен од своите деца. Незиниот брат Авесалом рекол: "Не кажувај ни збор." 2 години подоцна тој го убива Амнон, а потоа бега поради страф од својот татко. Стихот започнува од глава 28-14, имајќи го тоа на ум. А Авесалом живееше цели 2 години во Ерусалим и не го виде царското лице. Тој е царот Давид. Тогаш Авесалом испрати по Јоав за да го испрати кај царот, но тој не сакаше да дојде кај него. Затоа испрати повтор пат, но не сакаше да дојде. Затоа им рече на своите слуги за да го привлече неговото внимание: "Ете, Јоавовата нива е до мојата, и таму има јачмен. Одете и запалете го." И Авесаломовите слуги ја запалија нивата. Тогаш Јоав стана и дојде кај Авесалом во неговата куќа и му рече: "Зошто твоите слуги ја запалија мојата нива?" Авесалом му одговори на Јоав: "Еве, испратив по тебе, велејки, дојди ваму за да те пратам кај царот, да прашаш зошто дојдов од Гесур. Подобро би било да сум се уште таму. Затоа, сега дозволете ми да го видам лицето на царот и ако има неправда во мене, нека ме погуби." Кога Јоав дојде кај царот и му кажа, тој го повика Авесалом. Така, тој дојде кај царот и се поклони со лицето до земја пред царот, а царот го бакна Авесалом. "Она што сакам да го видите е ова, бидејќи Авесалом го убил својот брат и избегал, неговиот татко не сакал да го види 2 години откако го вратил во Ерусалим. Имаше нешто во Авесалом што толку многу посакуваше да го види својот татко. Толку длабока желба да го види него, што рече: "Јоав, однеси ме кај него, дури ако тоа значи дека ќе ме убие на лице место."
Сакам да го видам. Ако го испитате животот на Давид, целото негово семејство беше целосно неповрзано. И затоа во светлината на тоа, како позадина, сакам да размислуваме во однос на целото ова прашање за воспоставување добра врска меѓу таткото и неговите деца. Тоа е многу очигледно, не само во животот, тука и за оние кои ги проучувале сите видови на односи помеѓу децата, родителите, таткото и така натаму и Бог. Многу е очигледно дека постои фундаментална потреба во животот на секое дете која Бог ја поставил таму, за тоа дете да има силен емоционален однос. Значи, кога зборуваме за поврзаност, зборуваме за силна емоционална врска со нашите татковци. Кога детето има силна емоционална врска со својот татко, полесно му е да верува на Бог. Полесно му е да верува во Бог, полесно му е да го почитува Бог. Кога детето нема таков однос, постои чувство на дистанца. Постои чувство на конфузија околу тоа кој е Бог и каков е тој. И е исклучително многу тешко за детето искрено да го сака Бог, кога нема вистински, искрен, силен однос со својот татко. Многу е важно секое дете да има силна емоционална врска со својот татко. Сега интересно е кога ќе почнете да ги гледате резултатите од овие работи во животот на една личност, во животот на детето. Кога ќе го погледнете таткото, затоа што реакцијата на детето кон својот татко ќе го открие нивниот став кон Бог, затоа што тоа е нивната слика за Бог. Каква можност има детето да расте во такво семејство кога не може да ги изрази своите болки и маки, кога се очекува да направи повеќе од колку што знае да направи. И покрај тоа, тие живеат во страв дека ќе го направат нешто погрешно и ќе бидат карани од својот татко. Дека тој е пасивен, не е вклучен во нивниот живот, се чини дека навистина не се греши за тоа што се случува во нивниот живот. Каква шанса има едно дете? Значи, сакам да ви го кажам ова. Пред ти и јас да почнеме да ги критикуваме и осудуваме децата или тинејџерите за начинот на животот што го водат, иако може би апсолутно погрешно, не го бранам тоа. Тие се другираат, се алкохолизираат, се облекуваат заводливо, се впуштаат во секс, се впуштаат во сите овие работи. И ние сме брзи, многу брзи да ги осудиме и да кажеме овие бунтовни тинејџери. Може би треба да застанете и си да поставите прашањето. Која е основната причина? Дали биле толку одвоени од својот татко? Дали биле толку празни, без врска, без чувство, ништо друго што ќе ги поврзи? Зарем не се однесуваат онака како што би се однесувало нормално природно дете кога таткото, која е клучна фигура во животот на тоа дете, кога се однесува на начин што ги испраќа овие пораки, што го прави тоа дете да се чувствува безвредно. И покрај тоа, кога ќе почнете да му зборувате на тоа дете за Бог, кој е заинтересирано за Бог, на кого не му е грижа, кој не е сочувствителен, кој кара, кој срами, кој предава, кој го уништува вашето чувство за самодоверба и самопочит. Не ми давајте таков Бог. Дали има некакво чудо што растеме цела генерација деца кои не се заинтересирани за црквата, затоа што таа го представува Божјиот дом? Не се заинтересирани за Библијата, затоа што таа ја представува Божјата книга. Не се заинтересирани за проповедниците, затоа што тие зборуваат за Бог. Не се заинтересирани за христијанската вера, затоа што на крајот на краиштата тоа е верата Божја. И затоа ние брзо критикуваме, сакаме да ги осудиме. Дали го оправдувам нивниот греф? Не, навистина. Но мора да застанеме и да го поставиме прашањето. Кој е коренот? Сега, дозволете ми да го кажам ова за мајките. Оваа порака не е само за татковците, затоа што, дозволете ми да го кажам ова. Вие, мајки, некои од вас живеат во домаќинство каде што карактерот на вашиот сопруг одговара на се што туку кажа. И така твојот став може да биде, па тој е безнадежен, безпомошен. Мислам, заборави го тоа, само откажи се. Не можеш да се откажеш. Не можеш да си дозволиш да се откажеш, затоа што она што си пред твоите деца и она што го правиш како побожна мајка е супер важно. Ако имаш сопруг кој дури не знае зошто се однесува така, како што се однесува. Не сум критичен кон нив. Ќе ви покажам за неколку моменти каде не сум критичен. Затоа можеби ќе сакаш да го осудиш. Можеби ќе сакаш да им кажеш на твоите деца: знаеш што? Мора да излеземе од тука.
Тоа е ужасно. Треба да си го поставиш прашањето, што го мотивира, што се случи, што му се случи на овој човек во неговата предучилишна возраст, во неговите рани години, што го направи ваков. Дали беше толку одсутен од својот татко, што сега им ги наметнува на своите деца овие ставови, овие навики или ова однесување, што е резултат на неговата одсутност од својот татко. Нема таква основа, нема таков однос. Па што прави? Тој го пренесува единственото нешто што го знае. Тоа е се што знае. Тоа е она што го научиле. Тоа е неговата слика за Бог што ја внесува во своето семејство, ја пренесува на својот син. Затоа е толку многу важно она што ние го правиме во животот на нашите деца. Слушајте, тоа не само што ќе биде во нивниот живот, туку ќе биде и во животот на нивните деца и нивните деца, генерација по генерација, освен ако не се запре. А може да се запре кога Бог ќе интервенира и ќе почне да му открива на човекот што се случува во неговиот живот. Значи, сакам да зборувам за еден процес накратко. Сега, сакам да го запомнете овој збор. Ако ме слушате како го кажувам зборот процес, кажете амин. Бидејќи она за што зборуваме е нешто што не го надминувате денес, утре или одејќи на советник, а 2 недели подоцна сте заздравени. Раните што се емоционални рани се длабоки рани, болни рани, но луѓето ја носат таа болка со себе, со години и години, а некои и цел живот. Некои луѓе ќе живеат со оваа болка и ќе умрат со неа, а некои луѓе ќе живеат со фрустрацијата, вознемиреноста и лутината во себе што не ја насочиле. И така, она што се случува е дека велат, па знаеш да имав добар татко. Знам дека беше добар татко, затоа што не сакаат да кажат, мојот татко беше тиран, честопати го прават тоа, но понекогаш не. Што прави еден татко? Значи, сакам да дадам неколку предлози за процесот на повторно поврзување со вашите деца, да се поврземе повторно, да размислиме за ова. Кој е првиот чекор во преземањето иницијатива? Изразете ја вербално вашата љубов кон вашиот син или ќерка. Што мислам со тоа? Само кажете им, сакам да знаеш, синко, те сакам, стариот татко те сака. Голема разлика е кога детето се чувствува сакано, но мора да започнете велејќи, те сакам. Сега, првиот пат кога ќе добиете храброст да го кажете тоа, може да кажете, те сакам. И знаете што? Може би зборот нема да излезе. Знаете зошто? Затоа што сте го заглавили и набеле толку долго што дури и не знаете како да го кажете. Јас го разбирам тоа и Бог го разбира тоа. Ворете, знаете што, ќе успеете. Вашата цел е да изразите љубов. Кога велите те сакам, и ставите некоја емоција за тоа, дали сваќате дека би можеле да ја промените целата судбина на вашето дете. Те сакам. Да ви поставам едно прашање. Колку од вас не сакаат да бидат сакани? Точно. Секој сака да биде сакан. Кој треба да биде сакан? Сите. А особено тоа мало дете. И растејќи без разлика дали е мало, без разлика дали има 3 години, 16, 23, 40, 50, 63, 70, 83, никогаш не сум сретнал некој да каже не сакам да бидам сакан. Не. Знаете зошто? Затоа што Бог не создал да бидеме сакани. И тогаш она што треба да го направиме, еден од чекорите што би ги направиле е да откриеме како го сакаме тоа дете. Сега, кога Библијата вели, воспитајте го детето по патот по кој треба да оди, не го воспитувате секој дете на ист начин. Секој дете нема иста личност. Родителите велат, знаеш што, не го разбирам ова, нема да ме спаси. Имам 4 деца, 3 од нив се светци, едно од нив е бунтовник. Не го разбирам. Знаете што? Не губете време обидувајќи се да сватите, бидејќи тоа не значи дека сте неуспешни како родител. Различните личности реагираат на различни начини. Значи, она што ние и вие треба да го направиме е, поставете си го прашањето, како да изразам љубов кон мојот син или ќерка? Сега, еве што правим? Понекогаш мислиме, еве што знам дека ќе изрази љубов. И она што го правиме е толкуваме што е љубов за нас. Она што може да биде израз на љубов што ме допира мене, може би не е израз на љубов што го допира мојот син или ќерка. Па, како изразувате љубов? Сакам да ви дадам 5 зборови. Ова не е оригинално за мене, но е апсолутно точно. Како изразувате љубов?
зборови, те сакам, без разлика дали е болно да се каже или не, те сакам. Тоа е првото, те сакам. Второто, подароците. Велите, сега, што мислиш под подароци? Мислам, нели, сигурно нема ништо лошо во тоа да му дадете нешто на детето. Изразувате љубов со давање. Трето, квалитетно време. Не е нужно по овој редослед, но квалитетно време. Понекогаш, се што сака детето е сака ваше неподелено внимание. Бидејќи твоето неподелено внимание вели, јас сум важна за мојот татко. Можам да се сетам дека моите деца доаѓаат доцна. Јас учам или нешто слично, некаде во 11 и пол навечер. Не е важно што правам, го оставам тоа. Сакав да чувам што име на ум и срце. И научив на тешкиот начин да го правам тоа. Едно од нив изборуваше и рече: Тато, не слушаш, нели? Реков, не слушам, апсолутно си во право. Ме научи лекција. Мислите ли дека детето не знае кога се повразуваме, кога не се повразуваме? Не мора да кажеме, јас не слушам. Се што треба да направиме е да бидеме незаинтересирани, исклучени. Но размислете за ова. Зборови, квалитетно време, давање, служење. Знаете што ме благослови утрово? Еден голем човек ми прииде по службата и рече: знаеш, јас бев таков како што ти зборуваше. Рече, потоа решив дека ќе им служам на моите деца. Мислам, тој е голем човек. Рече, помислив, ќе бидам слуга. И си помислив, бев толку горд на него што сакав силно да го прегрнам. Ќе бидам слуга. Не некој мачо, голем, мускулес човек. Сакам да бидам слуга. Потоа секако допир. Има нешто во прегрнувањето на синот, прегрнувањето на керката на божествен начин, бакнувањето на образот, кажувањето те сакам. Има нешто во допирот. Зборуваме за поврзување. Ке мора да одлучите кој од овие зборови им одговара на вашите деца. Ако сакате да започнете повторно поврзување, ако сакате да започнете да го градите овој огромен мост помеѓу вас и вашите деца, потоа има уште една работа. Тоа е, мора да бидете транспарентни, мора да бидете спремни да кажете: знаете што, навистина зафракнав. Мора да бидеш отворен и транспарентен. Тие мора да видат. Внимавајте, детето мора да ја почувствува твојата рана. Можеби си ранен поради она што си го направил. Знаеш што? Детето ќе се поврзе со твојата рана, затоа што ти чувствуваш што си му направил. Тоа има одличен ефект во помагањето да се изгради тој мост. И ако кажеш: о, знам дека направив некои грешки и сакам да те замолам да ми простиш. Сакам да знаеш дека те сакам. Ке се видиме наскоро. Знаете што? Тоа е целосно исклучување. Тоа нема никаква врска со емоциите. Мора да постои емоционална врска и таа емоционална врска нема да се случи се додека нема транспарентност. Сега, еве го следното, затоа што ово го реков на самиот почеток. Реков дека ова е што? Реков дека целата ова идеја е процес. Следна точка. Биди подготвен да бидеш одбиен. Биди подготвен да бидеш одбиен. Затоа што често пати ќе речат: се прашувам, што сака, што прави тој? Или го имам слушнато ова и претходно. Или не верувам во тоа. Мислам, не можете да се промените преку ноќ. Затоа подготви се да бидеш отворен. Можеби тие можат да ти веруваат. Не се толку ранети што не можат да почувствуваат. Тие би сакале да ја почувствуваат твојата љубов, но не можат. Тие се чувствуваат толку ранети што не можат да ја почувствуваат. Биди подготвен да бидеш отворен. Следно, природно ќе се молиш и ќе го замолиш Бог да ти помогне. Боже, кажи ми како да се поврзам со моите деца. Покажи ми како да го изградам овој мост. Покажи ми како повторно да се поврзам со мојата керка. Покажи ми како повторно да се поврзам со мојот син. Потоа, последното нешто што би го кажал е ова. Внимавајте. Верувај дека ќе успееш затоа што токму ова Бог го правил со тебе и со мене и целиот наш живот. Поврзувајќи се со нас, работејќи во нашите животи на таков начин, за да ни покаже колку не сака, дека ни е простено, дека не разбира, дека нема да не кара, нема да не казни. Дисциплина, да, но не и казнување. Тој нема да експлодира од гнев кон нас, тој нема да не избрка, тој нема да не фрли, тој нема апсолутно да не стави на полица. Тој не сака, тој не разбира и тој секогаш гради мост во наша полза. Знаете што?
Ти и јас можеме да го молиме Бог да ни овозможи повторно да се поврзиме, да изградиме мост во оваа прекрасна врска, што можеме да ја имаме со нашите синови и керки. Бог е на ваша страна за да ви помогне да го направите тоа. Па како започнува сето тоа? Се започнува со поврзување со самиот Бог, со тоа што ќе го замолите Господ Исус Христос да ви ги прости гревовите, да му кажете дека сте зафркнале и да сватите дека сте биле толку отсечени. Библијата вели дека постои голема бездна помеѓу вас и Бог. Слушате внимателно. Бог е спремен да го затвори јазот и да ви овозможи двајцата да станете едно. Простени за вашите гревови. Христос да живее во вас, да ви овозможи, да ви помогне да станете човекот што сака да бидете. Тоа е избор што го правите, одлука што ја донесувате. Она што го нарекуваме да бидеме спасени, да ви бидат простени гревови. Сакам да ве охрабрам, ако никогаш не сте го направиле тоа, едноставно да се молите со оваа едноставна молитва. Татко, Очено, ми треба простување за моите гревови. Сгрешив, Боже, верувам дека Исус отиде на крстот и умре за моите гревови. Те молам да ми простиш врз основа на неговата смрт, за да можам да станам Божјо дете и да станам таков побожен татко или побожна мајка или побожна личност како што ти сакаш да бидам. Пријателе мој, тој ќе ја услишува таа молитва секој пат. Сега, уште една работа. Ова е видот на порака за која треба да размислиш. Тоа е процес, но клучот е да не се откажеш, татко, без разлика на сте. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. Музиката од секогаш беше дел од мојот живот. Се сеќавам кога бев помлад. Навистина сакав мелодија, сакав песни. Баба ми пееше во хор, свиреше пијано. Тетка ми свиреше пијано, значи имаше многу музика во мојот живот. Во 1984 година отидовме во првата баптистичка црква во Атланта. Почнав да се вклучувам во првата баптистичка црква во Атланта во младинската група. И веројатно во првиот месец откако бев таму, им кажав на мама и тато дека ќе се обидам да се пријавам на аудиција за овој бенд. На почетокот бев малку скептичен и не мислев дека можам да го направам ова. Моите родители рекоа да треба. Се пријавив на аудиција и успеав. И така буквално во рок од 2 недели бев на сцена свирејќи музика во младинската група. Се сеќавам, можев да одам на младински камп, можев да излезам и да одам на разни места да свирам и почнав да можам да заработувам за живот правејќи го тоа. И така навистина започна се. И можеби наместо да се обидувам да се преселам во Нешвил и да го правам своето, Бог ме смести во црква токму сега само за да изслужам на локалната црква, да ги водам тие луѓе во обожавање и тоа навистина ми се допадна. Знаете, бев на машки ретрит во 2013 година. Се вратив на водење само со акустична гитара и соба полна со скрешени луѓе, кои беа ранливи поради нивната скрешеност. Господ навистина ме импресионираше. Топ, од секогаш сум бил со тебе. Од секогаш сум бил твојата песна. Не ти треба огромна продукција за да те користам. Исто така чувствувам како да велеше. Има многу синови и керки како тебе кои се професионални служители, кои мислат дека може би она што најмногу го сакам, за нив е нивниот дар што им го дадов. Само сакам ти да ме следиш на ова патување, за да им кажам дека сакам тие да научат дека се мои сакани син или керка.
Така започна Worship Circle во оваа служба што ја правиме сега. Она што беше брилијантно во врска со тоа семе е толку искрено. Беше радост да се забави темпот, да се соберат другите водачи на службата заедно и да не водат сите кон следење на она што Бог го има за нас од сезона во сезона. Со темпо што е лековито. А со Circle of Worship има заедница каде што нашата насока е цел е водачите на службата да знаат. Тие не се сами. Драго ни е што сте тука. Многу сме срекни што секој од вас е драгоцен. Вие сте уникатни и никогаш нема да има друг како вас. Многу од темите што ги слушнав од доктор Стенли ги поучуваше речиси секоја недела. Ми се допаѓа фактот што зборуваше за Светиот Дух. Земате лично за да ја вклучите во незиниот духовен дар и да ја помогнете да разбере како да действува со тој дар. Ќе видите личност која почнува да се стреми кон максималниот потенцијал да ја исполни Божјата цел во својот живот. Патувањето со Светиот Дух, присуството на Бог. Тоа беа основни теми во мојот живот, како што Бог ја обликуваше мојата вера. Луѓето ќе поминат низ целиот свој живот и никогаш нема да ја разберат апсолутно суштинската служба на Светиот Дух во нивниот живот. Ако ти си мајка дома, без оглед на твојата улога, ти си водач на служба. Не го велам тоа за да ставам тежина на некого, туку во основа е само да бидеш сакан и да знаеш дека не си сам. Бог е секогаш со тебе. Неговиот дух е секогаш со тебе. Тоа е. Се согласувам со доктор Стенли. Не сме предодредени да одиме сами. И сме предодредени да бидеме сакани, а не сами. Тоа е навистина Евангелието. In Touch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата In Touch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.